Што велат лесно е ќе победи ВМРО ДПМН, или пак ајде сега за мојот глас секако победува ВМРО ДПМН, или па луд сум, некој сум му замерил некому нешто, па сега ќе видат тие, јас ќе покажам револт, затоа што на овој начин ќе го изразам своето незадоволство. Тоа не е начинот да се изрази за незадоволство, ниту пак да се пркоси на нештата, бидејќи на тој начин никого не казнуваат тие кои што ќе одлучат дома да останат, туку тие се казнуваат најмногу себе си, Чешиново, Блешево и Македонија како држава, а услуга прават на некои други политичари од типот на Али Ахмети и останатите. Затоа јас би ве замолил да излеземе масовно и еве и да гласаме, што се вели и по сопствено убедување, само излезете и гласајте. Но убеден сум дека ако длабоко размислиме и ако гласаме според разум и срце, тогаш сигурен сум дека кога ќе бидете со пенкалото во рака пред гласачкото лифче, ќе го заокружиме бројот 9 и ќе гласаме за победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Последната порака која што исто така сакам да ја кажам овде денеска, бидејќи не би сакал премногу да го задржувам вашето време, е фактот дека најголемиот дел од жителите на општина Чешиново и Облешево се луѓе кои што се занимаваат со земјоделието. Ние ќе продолжиме и ќе надградиме нашата поддршка што се однесува до земјоделците. Јас лично како претседател на владата сум ваш пријател и партнер. Би сакал во текот на утрешниот ден, кога ќе биде тука и министерот за земјоделие, да сето тоа кое што треба во периодот што следи да го завршиме. И убеден сум дека на тој начин сите ние ќе излеземе како победници од ситуацијата во која што се наоѓаме. И покрај сите предизвици, и покрај лошата и наследена ситуација, посебно со АД водостопанство, успеваме изминатиот период да обезбедиме количини кои што ќе бидат доволни и за наводнување, количини кои што се потребни на земјоделците во рамките на можностите, дури и повеќе од тоа што можеме. И се надевам дека, сигурен сум дека така ќе продолжиме и во периодот кој што следи. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за поддршката која што несебично ја давате, а јас сум убеден дека ние ќе возвратиме најдобро што можеме на таа ваша поддршка, а на 2 ноември да излеземе, да го заокружиме бројот 9 и да славиме уште една победа заедно со сите други 58-59 општини низ Македонија и тука во Чешиново и Облешево. Еве, ја ви благодарам.